Ке успее ли трансферот на административци во приватниот сектор? Министерот Манчевски вели дека се уште се прават анализи. Точната бројка на вишокот вработени места се уште не се знае, но ќе има укинување на постоечки институции и формирање нови. Според министерот, реформата во администрацијата нема да значело чистка на неподобните, туку доброволен трансфер на дел од вработените од јавен во приватен сектор. Сите кажат, ама што ако ова не? Ама дајте да видиме што е она, како ќе успееме да ги мотивираме луѓето да се чувствуваат своеволно да тоа го направат. Никаде нема гаранција да кога ќе успее. Но како што еве господин Дралбовски кажа, има многу начини како да се намали. Навистина сакам да знам како. Без при тоа да има оштетени во процесот. ВМРО ДПМН не верува во реформата. Според претеничката Стаменковска, ако некој сакал да работи во приватна фирма, немало да аплицира за работа во државна институција. Таа ја повика меѓународната јавност да се вклучи во овој проект. Ова што го прават сега Министерството за информатичко општество и администрација не е ништо ново, туку на еден начин ги сите овие три постапки кои што претходно ние сме ги правеле ги се систематизирана во една анализа и така помпезно е нарекува функционална анализа. Во суштина не е ништо ново. Првиот човек на Конфедерацијата на слободни синдикати Благоер Алповски вели дека синдикатот е против трансферот на вработените од јавен во приватен сектор. Постојат многу начини како да се намали јавната администрација. Не ни треба некој да ни кажува од надвор што треба и како да направиме. Ние, како вработени во јавниот сектор, граѓаните треба да кажат какви услуги очекуваат, сите заеднички да седнеме и да кажеме нас ни треба таква услуга, организацијата во институциите ќе биде таква и таква, какво што треба да биде. Во време на оваа реформа не запираат огласите за вработување во дел од јавните институции. Во моментов, Македонија има над 130.000 буџетари. Бројките покажуваат дека во последните 2 години јавниот сектор се зголемил за 8.300 вработени.